Благодарам, председателе. Вака сега. Значи, ќе го спомнам и точките кои што ќе предложам да се тргнат од дневниот ред и зошто да се тргнат од дневен ред, меѓутоа морам да искоментирам дека вие, односно СДСМ, беше партијата која што рече дека бројот на скратени постапки ќе ги намали на минимум. Ја не гледам седница да не почне без барем пола да се точки во скратена постапка и многу интересно нови законски решенија, и како например закон за надворешни работи, еден комплексен закон, потпишан од пратеници. Ја продолжувате истата практика владата да се крие позади вас, колегите пратеници. Дополнително, европското знаменце продолжувате да го ставате секаде каде што мислите дека ќе има проблем со одредени законски решенија, затоа што сакате да ги поминете на брзина, без да се почитува, значи, правилото, односно она каде се става европско знаменце и зошто е тоа усогласување со некоја директива од Европа. И сега да се вратам на она што сакам да го кажам. Ние имаме денеска 4 точки на дневен ред, бидејќи бев надвор, не ги слушнав, ќе ги кажам согласно предлог дневниот ред. Тоа е предлог на Закон за равномерен регионален развој, прво читање со европско знаменце, предлог Закон за преиспитување на факти и докази користени во судска постапка, прво читање, предлог на Закон за Агенција за разузнавање, прво читање, и предлог на Закон за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции. Прво читање. И сега да не се враќам назад, да ви го цитирам член 69 став 2 и член 68 став 1. Членот 140 став 1 вели дека пред предлог на закон да се претресе на седница на собранието, го разгледува матично работно тело и законодавно-правната комисија во рок од 3 работни дена пред денот определен за одржување на седница на собранието. Сега да ве прашам ја вас. Дали некој од овие матични тела и законодавно-правната комисија ги разгледа овие законски решенија во постапка 3 дена пред закажувањето на седницата или не? Затоа почитувам председател на собранието, почитувани колеги пратеници, доколку навистина сакате и мислите да не го кршите деловникот за работа на собранието и процедурата за негово донесување, ќе ве замолам овие точки да се тргнат од днешниот дневен ред за седница, од причина што продолжувате со насилничкото однесување со деловникот и поставувањето на законите на самата седница. Не ги коментирам скратените постапки. Не коментирам дека решението за оваа седница, само да завршам мислата. Не коментирам дека решението за оваа седница ни е доставено на 11 декември, денеска сме 16 декември, согласно член 68 или 69 беше став 1 или 2, минимум 10 дена треба да го имаме решението за седницата и дополнување на истото. Барем ова што ви го спомнав, член 140, став 1, дека овие законски 4 закони треба да си ја поминат процедурата, односно да бидат разгледани по редовно прво читање на матичните комисии, на законодавната правната комисија, па да дојдат на самата седница. Благодарам.